Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Денес мојата тема гласи: спасението има само еден пат. Не два, не три, туку само еден пат. Некои религиозни водачи велат сега додека сме на оваа земја, ништо не знаеме за нашето спасение. Но кога ќе умреме, Бог ќе ги определи едните за во рајот, а другите за во пеколот. Но, до оној момент, човекот не може да каже ништо за своето спасение или да тврди дека е спасен. Тврдењето дека некој е спасен уште додека е на земјата, навистина звучи горделиво, бидејќи патот се уште не е изводен. Плюс тоа, се повикуваат на стихови кои се надвор од контекст и се цитира овој: кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Ако навистина, почитувани, не знаеме за нашето спасение сега, додека сме на оваа земја, тогаш многу библиски стихови кои укажуваат на тоа не би имале значење, не би имале смисла како да се толкуваат. Например, кога апостол Павле вели дека Божјото царство не се состои во јадење и пиење, туку во праведност, во мир и радост преку Светиот Дух или во Светиот Дух, тогаш врз која основа настанала радоста во верникот, ако не во фактот дека некој го примил Светиот Дух и ја доживеел радоста на спасението? Или, например, кога Исус вели: кој верува во Синот има вечен живот, а кој не му е послушен или кој не верува во Синот, нема да има живот, туку Божјиот гнев останува врз него. Иако Исус со оваа изјава ни дава на знаење дека верникот што го примил спасението, знае дека е ослободен од гневот и се радува на своето спасение. Доколку тој не знае и не е сигурен врз која основа тогаш писмото му тврди дека има вечен живот. Би немало основа. Или, ако го земеме стихот од апостол Јован, кој вели: ова ви го напиша вам, кои верувате во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. Тоа е запишано во прво Јованово писмо 5.13 или 5-тото поглавје, 13 стих. Тоа значи, почитувани, дека овие и многу други стихови не смееме да ги занемариме и врз основа на некое човечко мислење да се тврди дека најдобра опција е да се каже не знаеме, зашто тоа би звучело понизно, достоинствено во очите на другите. Не знаеме, Бог знае, ние ништо не знаеме. Овој начин на размислување го подкрепува човечкото незнаење и го деградира Божјото откровение за сигурноста на она што Бог ни го дал, нашето спасение. Во Библијата е опишано на многу јасен начин за радоста што настанува во мигот на неговата внатрешна промена преку Светиот Дух. Светиот Дух ни дава радост, мир и надеж за вечен живот. И затоа Библијата вели: кој го има Синот, има живот вечен. Втората варијанта и размислување е да се трудиме да правиме добри дела. Некои велат: прави добри дела и ќе се спасиш. Но дали е тоа така? Бог, велат, ќе биде задоволен од нас и ќе примиме награда за нашиот труд. Во ред, ќе примиме награда за нашиот труд. Со ваквото размислување, всушност, се величаат човечките дела кои допринесуваат и се врв на спасението. Тоа некако оди комбинирано. Верувај, прави добри дела, тогаш ќе си спасен. Ако само веруваш, а немаш добри дела, не си спасен. Но во сите посланија на апостол Павле ќе прочитаме дека ниту едно тело нема да се оправда преку делата на законот што ги налага. Например, во Ефесјаните 2 глава Павле вели дека не е од дела, за да не се пофали некој. Ако не е од дела, туку преку вера, тогаш станува јасно дека ниту еден труд, колку и да е голем, нема основа за спасение. За ова нешто Мартин Лутер вели вака: ако некое дело што го правиш
го величаш толку многу, што дури сметаш дека тоа ќе биде причина да влезеш во рајот, истото тоа дело би ти било причина да те однесе во пеколот. Сите човечки дела се неприфатливи за Бог и се отфрлени како услов за спасение. Кога зборуваме за дела, ние кои веруваме во спасение само преку вера, ние всушност не ги отфрламе делата, туку знаеме дека тие се украс на една спасена душа. Ние ги правиме не за да се спасиме, туку затоа што сме спасени. Или би се изразил вака, ги правиме од благодарност кон Бог. Како трето, за некои други религиозни луѓе, тврдењето дека постои пекол е абсурдно. Тие тврдат дека не постои пекол и место за измачување. Туку тоа е библиски наречено ад или подземен свет на мртвите. Штом ќе умрат неспасените, тие ќе исчезнат како никогаш да не постоеле. Тоа им е казна за нивното неверување. Тоа значи дека Бог ќе ги казни со несвесност за своето постоење. На прв поглед тоа звучи добро за некој што не ја познава Божјата правда и откровение. Ако таквите неспасени души исчезнуваат, тоа значи дека се подкопува Божјата правда за сите сторени нечесни дела на земјата. Тоа значи дека сите убици, криминалци, нечесници не би одговарале за своите нечесни дела. Исчезнувањето и непостоењето на човекот по смртта е само уште еден обид на измама, како што змијата на лукав начин успеа да ги измами Адам и Ева. Библијата никаде не спомнува исчезнување по смртта, туку за казна и суд на судниот ден. Кога Павле вели дека на човекот му е определено еднаш да умре, а потоа суд, тој не мисли дека судот е исчезнување, туку суд кој има вечни последици за отврлање на Божјата љубов и милост. Ова нешто стои запишано во посланието до евреите, 9 глава, 27 стих. Како четврто, сигурно сте слушнале некои кои велат дека сите земни религии зборуваат за добро и во сите има добри нешта кои се од полза за сите нас. Па така, сите луѓе на крајот ќе бидат спасени, без разлика на нивниот живот на земјата. Со тоа што сите религии го застапуваат доброто, како што мислат, и се борат за доброто, имаат привилегија кај Бог и Бог ќе ги спаси. Доколку има нешто што е поминало границата, по смртта има место на прочистување, наречено чистилиште. Тоа е место каде што гревовите ќе бидат простени со посебна прочистувачка милост за оние кои премногу се огрешиле на земјата. Па така, според нив, римското и католичкото, односно, и православното, чистилиштето е крајна фаза на човечкиот процес на спасение. Со тоа нешто се отврла крстот како краен спасителен чин на човекот. Библијата никаде по ниеден основ не застапува вакво тврдење. Библијата зборува за покаяние додека сме на земјата и повик за вера во Исус Христос, како единствено средство за избегнување на Божиот гнев и суд. И повторно би ги цитирал зборовите на Павле, и како што на луѓето им е определено еднаш да умрат, а потоа суд. Ако имаше такво место наречено чистилиште, Павле не би зборувал за суд по смртта, туку би отворил уште една можност за спасение. Кога зборуваме за Божјата добрина, можеме да зборуваме само од аспект на она што го направи на крстот, Исус Христос, а не од аспект надвор од крстот. Бог во својата добрина го даде неговиот син за жртва за сите нас. Во тоа се состои добрината на Бог, а не по смртта. Тоа што по смртта се бара излез за спасение е потврда дека човекот не сака да се соочи со Бог на оваа земја. Гревот му е помил отколку Божјата правда и љубов. И затоа Исус вели на светот повеќе му омиле темнината отколку светлината. Зошто? Затоа што нивните дела беа зли. Некои мислат дека Исус не е единствен пат за спасение.
Постојат повеќе патишта и има повеќе религиозни личности кои се еднакви на Исус Христос. Не би сакал да спомнам ниту една личност од оние личности што се изедначуваат со Исус. Сите личности на одредени религии се изедначени со Исус, сметајќи дека Исус е како еден од нив. Но почитувани, Исус вели јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене. Што значи тој е уникатен, посебен, Божи син кој слезе од небото, а не е роден од татко во смисла во Адам, роден во грев. Исус не е по ниеден основ како еден од овие религиозни личности. Бидејќи од се што се разликува е неговото детствено раѓање од жена без посредство на маж. Доволно е само тоа да се земе предвид, без да се спомнуваат неговите чуда, неговите дела и така натаму. Не би ги спомнувал неговите дела и чуда заради оние личности што тврдат дека се како Исус, бидејќи апсурдно и непотребно. Туку само би направил разлика од сите религиозни учители. Тој се разликува по тоа што е зачнат од Светиот Дух. Така што тој не припаѓа од овој свет по природен пат, туку неговото пребивалиште е небото од каде што дојде. Исус вели дека единствено тој е посредник и пат до Бог, зашто вели дека тој е патот, вистината и животот, како што веќе реков. Со овие зборови, тој го прогласува спасението единствено преку него, а не преку други личности, преку религии, кои се, например, тие личности родени од татко и мајка, и кои го имаат истиот грев, како што го имаат сите други грешници или сите други грешници кои носат во себе гревот, на религиозни водачи кои не можат меѓусебно да си помогнат. И како шесто, и тоа сте го слушнале, прави добро, не лажи, не кради, не посакувај и ќе биде спасен. Тоа звучи навистина побожно. И добро е во ушите на луѓето, бидејќи се истакнува моралот и етиката. Но моралот и етиката не се средство за спасение. Да беа средство, Исус никогаш немаше да умре на крст. И крај краева, кој е толку добар и етичен, за да не направи ниту еден грев. Нема човек кој не се огрешил. Ако делата не покажуваат дека некој е грешник, неговите мисли би биле тие што не би поминале кај Бог. Бог ја знае секоја мисла и намера во човечкото срце. Павле вели дека и намерите ќе бидат судени, не само делата. Што значи, во поглед на моралот и етиката, сите сме прекршители на Божиот морален закон и како такви ќе одговараме пред Бог. Со истакнување на моралот и етиката за спасение се отврла верата како услов за спасение, а писмото вели: праведникот ќе живее преку верата. Ова го вели Павле во Римјаните 1 глава 70 стих. И на самиот крај, да се потврди дека само Исус е спасение или единствен пат до спасение, како прво, спасението е Божјо дело и се спасуваме само преку вера во Исус Христос. Други патишта за спасение не постојат, тоа мора да се свати. Второ, Божите деца, Христовите ученици, знаат и се сигурни за своето спасение уште на земјата и го очекуваат вечниот живот. Трето, постои вечен рај и вечно измачување, сулфурно езеро по смртта. Не постои чистилиште или уште еден пат за спасение, чистилиште. Четврто, простување на гревовите се случува преку покаяние и вера во Исус Христос без нашите дела. Петто, на човекот му е определено еднаш да умре, а потоа суд. И како што реков, не постои посебно место за прочистување на гревовите, наречено чистилиште. Моралот и етиката се добри и од Бог вградени закони во нас уште при создавањето, но тие не спасуваат, туку спасува само верата во Исус Христос. Господ Исус Христос нека помогне на сите кои се уште не го спознале патот на спасение.
Му благодарам на Исус Христос за Библијата, за Светиот Дух и за верата што ни е дал. Нему слава сега и во сите векови. Амин.